Добро, ја и професор Петатанасов мало и нормално и другите, Ана Чупеска, Сефер Тахири, да некој не заборавам уште, кој што од академски пристап на тоа пристапивме, бидејќи во секој случај академскиот пристап пред се има теоретска основа. Значи, за една ваква стратегија што денес можеме со го кажеме е прва во Европа и тоа не го признава сите меѓународни алтernативи. За жал, ние многу малку тоа го промовираме во поготово е се период на започнување на преговорите со Европска унија. Не кажу дека ние сме први во Европа за интеркултурализам што направивме стратегија. Не знам од кои причини тоа не го користиме. Меѓутоа имаше многу предизвици, Забрачањето одлично ги кажа некои поенти. Каква ситуација имавме 2017-18 кога започнавме да размислуваме за една ваква стратегија и какви имаме се. Во секој случај имаме сосема различен, да кажеме, нулта точка до почетокот. Значи 2017-18 беше друга нулта точка, сега имаме друга нулта точка, пред се е прилично атмосферата порелаксирана, нема тепачки по автобуси, нема, иако слушаме говор на омраза, меѓутоа не е во тоа ниво што беше 2017-18, се мало е намалено тоа. Меѓутоа имаме други проблеми кои што се исто мултикултуралистички, нели, проблеми, нови предизвици. Дали новата стратегија ќе би континуитет на стата или ќе да дефинираме новите предизвици, исто и тоа ни е една од прашањата кои што размислуваме. Едно размислување дека треба да се може променат приоритетните области од кластерите. Имавме 7 на претходната, тоа беше правна рамка, не знам, образование, култура, млади, локална самоуправа, кохезија, не знам дали се заборавив, медиуми. Сега сме на мислење дека можеби треба да имаме сосема други кластери, некои ќе останат, некои да има нови, и да дадеме повеќе акцент на две поенти, тоа е на интеркултурализмот, кој што ние зборуваме мултикултурализмот, окей, сето тоа е во ред. Меѓутоа тоа што не застасуваше и претходно, дека ние многу малку во овие 30 години независност на нашата држава сме работеле на интеркултуралистички политики. Значи и тоа доведе до поделена на општеството. Широката публика, што е разликата меѓу мултикултурализам и интеркултурализам? Се разбира не во со едно научно предавање и сето тоа, меѓутоа во кратки црти. Тешко се направи резот каде е, меѓутоа во пристапот кон мултикултурализмот се содржи во интеркултурализмот. Двете се содржуваат една во друга. Значи и тези кои понапред од мулти не е, тие се два за мене и за научниците барем некои паралелни процеси кои што треба да одат заедно. Не може еден да дојде напред, другиот да назадува. Ние 30 години имавме мултикултурализам, многу политики, а интеркултурализмот нула ни беше. Значи треба да го развиваме. Значи интеркултурализмот треба да развиваме што повеќе кохезија внатрешна, интеркултурни акции, нели во дури имавме еден термин интракултура, така ли во преходниот, значи не интра мислиме се на политичката нација, не мислиме интра на заедниците. Значи многу малку такви активности на меѓусебна заедничка кохабитација, да кажеме интеракција дека натаму. А сето тоа ги содржи тие елементи на мултикултурализмот. Значи имаме прилична политика на мултикултурализам, значи спомнавме комитетот, имаме агенција за заедниците, не знам, секретаријат за Охридски рамковен договор кој што на некој начин ги водеа тие политики на мултикултуралистички, да кажеме. Меѓутоа, ако земе само од култура колку се проекти финансирани за заеднички вредности, нели че вие многу е мал бројот, колку што се дајни на промоција на бошњашката, на турската, така заедница, така натаму, кои тие се мали, не се кои големи средства. Меѓутоа, тоа доведе до поделено општество, што имавме проблем. И уште не е тој проблем на поделено општество. Значи, едно општество е антипод на поделеното општество, така не беше ова. Затоа се кажа, замарки тоа за сите е потребно, се кажува во јавност, иако добро звучи политички, меѓутоа не е потребно. Ако еден фали, не е за сите, така ли се подразбира, не е едно општество, значи. И сметаме дека сега треба малку да дадеме повеќе акцент заедно со министерката, разговаравме малку, меѓутоа треба сега кога ќе имаме готова ова прва верзија на стратегијата, повеќе на политики на социјална општествена кохезија. Значи, дискриминацијата што спомна и претеничката, во секој случај најпојќе се чувствува на ниво на локална самоуправа, во базата, нели, дискриминација имаме во парламентот, видовме, меѓутоа најповеќе имаме во базата. И тие политики на кохезија ни треба да ги спуштиме на ниво на локална самоуправа, на база,
размислува да секоја општина на некој начин во нареден период да донесе акционен план за социјална кохезија, општествена кохезија во самата општина. За да се донесе акционен план за во овој домен на локално ниво, треба и локалните политичари и креатори на политики и практики да разбираат што е тоа мултикултурализам и интеркултурализам. Дали мислите дека Ке има прво и на национално и на локално ниво. Значи, прво да има мислите обуки. дека политичките лидери и оние што креираат политики и практики доволно ги разбираат овие поими. Па тоа треба да почнеме со поимите, а потоа и дали знаат да го применат. Го сведиме на чиновничко делување, на апаратот чиновнички, многу малку ќе има простор за овие што носат одлуки да маневрираат со тие, да кажеме. Меѓутоа, ние сме дека првата година да посветиме на новата стратегија, на обуки на сите општини, како се прават и акциони планови, како што имаме за локален економски развој. Значи да имаме на обуки за сите локални како се прават тие планови за општествена кохезија, а после да има 2 години секоја општина да си го направи своето истражување, па своите да кажеме потреби да ги идентификува, па направат акционен план на таа општина за општествена кохезија. Ќе ги вклучат тука дали и овие луѓето со посебни потреби, жената во рурална средина која е дискриминирана, да не зборуваме ако една жена е гостуваме тоа секогаш. Мислам колку е тоа мултиплицирана дискриминација, пример жена ромка во рурална средина и уште плюс да е инвалид, колку имаме такви случаи. Значи тоа е 5-6 пати дискриминирана, така ли да кажеме еден пример. А никој тоа не ги на пример работи комплементарно. Се работат тоа секвенционално и секоја се соочува таа личност со многу проблеми. Сметате дека оваа стратегија нова и новите практики, политики и практики ќе го подобрат тоа? Па да се обидеме. Да. Ако не се обидеме, не може ништо. Значи, ништо нема идеално, се разбериме, и можеби и ова нема, и сигурно нема да е идеално, меѓутоа, да се обидиме со таков пристап, а нашето членство во Европската Унија ќе ни даде подобар поттик за таа работа. Совет на Европа има, например, лани, 2021 година, една платформа усвоена за општествена кохезија, кај што треба сите земји на некој начин да го тоа, како препорака е тоа, не е дека е нешто, да го направат, така што треба така да се ускладиме. И тоа повторно бара, што каже за Брчанец, и Роберт каже, Ладжозовски, интересорски координации, потоа тоа бара покренување на голем број на ресурси, државни и така натаму. Тоа не се пари многу, затоа што тоа се луѓе во општество, институциите, мислам треба нов пристап можеби да се направи и нормално тоа се координира од страна на канцеларите на премиерот. Од тука треба се така што размислува, нормално че има јавна дебата за оваа работа. Втората работа тие интеркултурни политики, значи покој кохезијата интеркултурни политики се тоа што препорачуваме да има новата стратегија, јакни на институциите и што една од вака потребите, образованието мислам ќе остани медиумите, че тука не дека нешто се промаши, меѓутоа во образование треба подолгорочно да се работи, а во овие културни политики тоа се вклучат тие кластери што беа претходно, значи кои бе таму млади, култура, локална самоуправа, дека ќе ги кохезира на некој начин во еден кластер, мало ќе се намала да кажеме бевме премногу расплинети, се мало да се фокусираме што каже и Роберт, со конкретни акциони и планови за да можеме да особено затоа што постојат и комплементарни стратегии на тоа плюс ние тоа го кажуваме дека веќе во државата за овие 3-4 години имаме неколку стратегии што се донесоа во меѓувреме. Имаме нова стратегија за родова еднаквост, нова стратегија за дискриминација, за млади се прави стратегијата сега, значи тие стратегии ќе бидат на некој начин комплементарни со ова, да не е нешто така